Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро ден и добро дојдовте, поточно добро вечер. Јас по дефиниција, бидејќи секојаш денот го љубам, а во денот се случуваат убави работи, убави нешта, и денешниот е ден преубав, во која ви носиме позитивна енергија, тоа што за неколку дена тргнува официјално кампањата, а таа кампања треба да донесе позитивни вредности за промена на човечкиот амбиент во оваа држава, се вика Македонија, никако поинаку. И со оглед дека кажав дека секогаш сме еден пример кој навистина го буди рацијото кај тие напојничари, народна и моја лична запелничка. Многу е жалесно да се живе од напојница. А зошто напојница? Да лае. А кој лајат кучињата на злото и на војната, се во штета на собствената држава. Похрабар сум од кога и да е денеска, бидејќи гледам дека Македонија доживува свој виден атак од собствените македонци. Не знам од која причина, од причина на самозадоволување и само збогатување. Имајќи факт ова се што измина на назад, не требаше ли да биде нараучени? Да не должам, со оглед дека убава тема денеска дефинирам со еден убав соговорник. Секојаш реков, љубам да користам тој избор убав, што е еквивалентно на вистината, охриđени мои стржени велат на добар човек и вредносен код. Политичка понуда на партиите, избори 2024, тоа е тојот избор што го дефинирав до 8 мај. Добро вечер и добродојде Александар Ристевски, мој драг пријател и познат аналитичар, политички аналитичар. Добра вечер, Слободане, како си? Еве, да реализирам оваа емисија. Со оглед дадов еден вовед кој избегнам обично да давам воведи, малци пошироки или од прво лице, али потикнат од се тоа што се случувало, особено во 24 часа. Видов, вика, србите велат, лако е бити србин, тешко е србовати. Ќе го преведам. Лесно е се биде србин, тешко да се задржи српството. Ја додавам сегаш, лесно е да се удреш во гради македонец, да бидеш или лесно е да си македонец, тешко е да одржиш македонштината. И конечно, тој што нема чувство на национална определеност на Македонија или македонец по државјанство род, тој многу лесно ја препродава и е поголем бугарин од бугарин. Види, ние имаме проблем се вкупен со националниот идентитет. Многу луѓе не ми јасно, дури јас гледам сериозни луѓе кои се, како да ти кажам, учени, образувани, упорно. Тој по националност. Нацијата е поврзана со државата. Секако. Секој што живее во државата е дел од нацијата. Ние зборуваме за народ или за етничка припадност. И многу е смешно го каже пример, тој е од албанска националност, тој е турска националност, тој е од српска националност. Што ме од Македонија? По концептот на држава нација. Тој е тоа од кај што е од државата. Сега, ние ако се доведеме во ситуација човек да ретерира или да се оградува од својата држава, он има, што би рекле ти, апропо севернијаците наши, има проблем со собом. Да. Значи, тоа е веќе личен проблем и лична фрустрација. Македонија не е држава, во ниеден период не била, ни во плурализмот после 91-а, нити во оној период социјалистичко-комунистички 41-91, не била држава каде што принудно, да кажеме, асимилирала. Никога може би имало исклучоци на некој локален вожд, во некое село или било што, но генерално ние сме држава каде што од секогаш, барем двата најкрупни, да кажеме, муслимански идентитети, албанците и турците, меѓу другото и со уставот од 74-та и на Југославија кој се трансферирал во Македонија како аспекти, биле признаени, имале и телевизиски емисии, имале и вестници. Не беа обесправени. Не, дефинитивно. Па пример, главен човек на Скопје во доцни 70-ти, почеток 80-ти бил Хисен Рамадани. Да. Ама имаме и председател на собрание бе тоа. Собрание Вумен Старова. Така. Имаме академик во Ману. Имало. И вестници имало Фљака е Влазеримити Бирлик. Значи, меѓутоа го почитува
македонскиот код, македонската Ама, државност, апсолутно. македонското автохтоно население. Тоа што се искривоколчи после 90-тите години, после оние тетовски ситуации, после војната во Србија и пребегувањето на населението и депортирањето, после 2001 ние се доведовме во ситуација да едноставно имаме население внатре во државата, која самата држава не ја доживува како своја. Или пак имаме премерување на територии или делење на ваши и наши и затоа сме дисфункционални. Значи никој никогаш не сме на никого да му замери или префрли за етничката пределба, но се додека никој не ја гледа државата како своја, ние имаме проблем. Да, во интерес на времето навистина сакам да спомнам дека си дадов збор дека будењето е основно наше единствено што не остава, останува да бидеме будни, зашто реков денот го љубам, бидејќи се наспав убаво и ме чека убав ден, секако и ноќта. Јас затоа чудам со будењето. Тоа е една убава порака, што е дел на гласот на народот и не биде еден шлагвор за нашата емисија. Одиме со Да, тоа е будењето почитувани, рекол дека ќе биде обичаено, прв мој прилог во секоја емисија од Гласот на народот. Коментар. Коментар директно е кон гледачите во очи. Будењето е прво нешто што морате да го направите да се преиспитате самите со себе. Будењето прво не е критика на другите, будењето не е омраза, будењето не е кажување
кој што не чини барање мани на другите. Будењето е пред се нешто кога ќе бидете самокритични, кога ќе ги побарате сопствените грешки во себе самите. Кога ќе почнете да сакате, кога ќе почнете различните со кои не се согласувате, не да ги напаѓате, него со насмевка да ги прифатите како своји. Ние треба луѓето што се околу нас и во нашата држава и во соседството, колку и да ни звучи нелогично и колку да сметаме дека трескаат глупости или не напаѓаат или се тенденциозни и злобни кон нас, да ги привлечеме со нашата кроткост, со нашата убавина, со нашата храна, со нашата песна, со нашата музика. Видете ги само македонците што прават во Егеот. Видете ги тие прослави што ги имаат за Илинден и за другите празници во Леринско, во Кукушко, во Костурско, во Воденско. Ние збориме дека тие македонци се елинизирани, дека се откажани од Македонија. Извинете, ама кај нас во Скопје се свират музики од други држави. А таму, кај македонците, токму таму, се свират изворните и традиционални песни и се прават панагјури. Ништо поразлично не е во голема мера и во Пиринска Македонија, ништо поразлично не е ни во Голобрдо, ништо поразлично не е ни во Мала Преспа. Мислам дека иако имаме сопствена држава, ние заборавивме прво да се почитуваме самите себе си, се страмиме од фолклорот, се страмиме од корените и одиме во погрешен правец. Сите вие преиспитајте се и почнете од самите себе си. Кога самите себе си ќе се оправиме, тогаш ќе ни биде многу полесно. Ти благодарам, истина, исправно е многу, и како можам речеме на колумна, може да се кај инспирација од годењето што нудам како една можност да се македонскиот народ новинарска зборска освести, имајќи дека се ова 8 поред претседателски избори. И да се преиспита. И да се преиспита во секој случај, а да се преиспита со фактот, а фактот говори каква е анкетата на терен, значи не се тоа порачани почитување. Тоа се анкети кои извират од вас, од народот, од меѓународната заедница. Што мислите? Меѓународната заедница седи тука кротком, јаде јагнешко, ќе го направам на мрзенци една реклама. Никој што сум не бил таму, се шегам, знам дека амбасадорите од Европска унија таму многу љубат. Да, љубат многу да го осетат вкусот на македонското јагнешко, бидејќи тоа е раритет. Но фактите говорат каква е состојбата на теренот на претседателските кандидати, што за од ова дистанца денеска до 24 ни останува 3 недели толку. Ајде да видиме каква е анкетата е на теренот. Последната анкета која по нарачка на порталот МКД ја спроведе Market Vision, според неа на претседателските избори за Силјановска би гласале 20% од анкетираните, а за Пендаровски нешто под 11%. Во албанскиот блок Османи има речиси 8% рейтинг, а Таравари нешто под 6%. Во дуелот на малите партии води Димитриевски кој е близу 7%, Ванковска е под 3, а Јакимовски под 1%. Близу 2/3 од граѓаните сметаат дека Пендаровски не заслужува втор мандат, а оценката за неговата работа на скалата од 1 до 10 е оценета со 4. Од тука 1/3 од граѓаните очекуваат Силјановска да победи на изборите, додека победа на Пендаровски очекуваат нешто над 18%. Ако овие двајца кандидати влезат во вториот круг, тогаш Силјановска би победила со 32,2% од гласовите, додека Пендаровски би освоил 25,5%. Што да кажам, Македонија е мајка, така анализирам. Македонија е женско име, жена, пред се, сестра, ќерка и сето она. Реде, Александар, еве јас имам, верујте, господин Ристовски, љубам и сакам, застанувам, храбро реков. Не ми се пише за грев. Сакам да победи госпоѓата Силјановска, бидејќи го осетив пулсот и на меѓународната заедница, што мени не мора да значи дека она треба да ми го диктира и да биде репер. Меѓутоа, првите жени на Европската унија, тоа се преку 230 милиони од могушните 400 милиони народ кој се од 27 држави. Едногласно кажа дека Гордана Силјановска треба да е победник на овие избори, Македонија има таков претседател. Еве, ја видовте линијата, видовме се. Видим, многумина, јас во десниот блок, помеѓу еве гласачите и се, понекогаш имаат коментар, прво мислам дека е најнезрело кога ја анализираат, било кој кога анализираат по години, по физикус или по било што, но прво имаше еден муавет на некои луѓе, велат, па дали таа ќе слуша? Јас викам, се надевам дека нема. И века, како вика се надеваш дека нема? Еден мој пријател во дипломатијата рече, не е битно
дали човекот од ВМРО, од СДС, од ДУИ, од Алијанса Алтернатива, не е битно дали е македонец, албанец, турчин, дали е православец, муслиман или било што, битно е дали е родолюб, битно е дали е патриот. Актуелниот наш председател кој го имаме во заминување, се надевам, не е. Праксата покажа дека не е. Тој од се што можеше да одбие во изминатите 5 години, да не изгласи или да одбие, единствено одби казината и коцкарниците да не се затворат. Се друго кај него помина гладко, се друго преиде преку тоа и го потпиша и го парафира, единствено се побуни околу игрите на стрејки и коцкарниците, значи очигледно тука е прашање веќе на некаков друг бизнис интерес отколку што е национален. Јас од овие кандидати кои се, јас прво гледам кој има шанса да победи. Што е прво? Со оглед дека Силјановска Давкова пред вториот нејзин соперник води дупло, мене ми е многу смешно на весела математика што се играат, па вика, ама во втор круг, вика, ако се соберат гласовите на, кажете го, на Пендаровски, заедно со гласовите на Таравари, и заедно на гласовите на Бујар Османи, и заедно од гласовите на Максим Димитриевски, ја викам, луѓе, од каде ви е ова весела математика? Прво, Максим Димитриевски, да сакаше да тера со СДС, немаше да формира собствена партија и собствено да излезе као кандидат. Значи, ако тој поддржи власта, то може да го направи, ама тоа е инстант самоубиство за него. Значи, доколку тој реши такво нешто да направи, тој на самиот ден на гласањето ќе се соочи со бојкот на собствените гласачи. Значи, ќе му пропадне партијата истиот ден кога ја формирал. Која иста партија обвинителен акт му скрои. Апсолутно. Значи, доколку тој, примереве, за да се поддржи него, дали скриено или тајно, тој после првиот круг на гласови, кој ќе ги излечи одредени гласови кои ги има, тој ќе треба да се изјасни. Дали поддржува некој или не. Ако тој каже дека го поддржува Пендаровски, тој нема да добие гласачи за парламентарни, значи ќе му пропадне партијата. Од старт тука се отфрла. Втора работа. Еве да кажеме дека Бујар Османи ќе поддржи. Добро. 10 и 7 заедно се 17. Силјановска моментално има над 20% поддршка. 32. Не, тоа е кој ќе победи. Иницијално за нејзин. 25. Значи таа иницијално има стартно повеќе гласови. Иницијално има повеќе гласови. Па дури да се спојат, нели, ДУИ и СДСМ, тие пак не се ни близу до минимумот кој иницијално Силјановска го има. Кој е трет? Таравари? Супер. Дали мисли дека Таравари и целата опозиција ќе гласа за Пендаровски? Па доколку гласа, тие си ја сечат гранката на која седат. Тоа што тие нема да добијат централна власт. Значи, ако тоа го направат, ако се осудат да кажат гласачи наши, поддржете го представникот на власта, значи тие де факто одат со власта и де факто ја затвараат можноста за коалиција владење. На крајот на криштата, сите во една држава да се борат за политички позиции, политички места кои може да креираат одредени општествено политички промени. Но да бидеме искрени, најголем дел од луѓето кои се во политика, голем дел од луѓето во политика, се од клиентелистички причини и од собствени интереси. Дали мислите дека цела таа здружена албанска опозиција би ризикувала нивно влегување во централната власт, кај што би запоследнале 3, 4 или 5 министерства, само ради поддршка на кандидат кој би бил председател на држава? Остануваат уште два кандидати. Двата кандидати се, кажете, професорката Билјана Ванковска и останува, кажете го, Стефчо Јакимовски. Дали мислите дека во ваква, весела математика која што си игравме, дали мислите дека е загрозена позицијата на Гордана Силјановска Давкова? Јас, лично, сметам дека таа иницијално е во голема предност, тоа треба да се изработи на терен и не очекувам, баш од незе, не очекувам да биде сервилна и да ги аминува сите, да кажеме, желби и барања на ВМРО да помене. Напротив, јас очекувам таа да биде реален коректив, затоа што една држава треба да ја води личност која пред се има личен човечки интегритет, личен човечки капацитет, знаење, контакти, но и да биде своевиден коректив на власта кога одредени нејзини делови, коалициски партнери, привезоци или било кој ќе направат нешто што може би е прашање на интерес на одредена група, но не е интерес на севкупниот народ. А најбитното од еден председател е што јас очекувам председателот на државата да ја брани унитарноста на истата, историската, национална, етничка и културна засабност и да бара почитување на правото. Тоа е силувано во задните 5 години. Господин Ристовски, фактите говорат и потврдуваат кога госпожата Силјановска влезе во храмот на законот, да речем, во парламентот
за законодавниот дом, Собранието. јасно го кажа. Морам да го демократизирам и да го писменам. Тоа убаво го запамтив. Од причина зашто? Имаме секоја чест на поединци, имаме пратеници кои сакаат да дојдат во законодавниот дом, убаво да се внездат, убаво да си седнат во таа фотелја која чини 5.000 до 6.000 евра, кој Бундестагот е слична, мислам дека таква е, и да си земат по 2.500 до 3.500 евра, тоа се пари. Јас секоја чест викам на исклучици. Почитко нова екипа на ВМРО да помене. Зошто? Зимам за право. Не попушти. Зимам за право. Сведок сум од осамостојањето на Македонија до денеска, тоа се 33 години, сум директно или индиректно вклучен во политичкиот амбиент во парламентарниот живот. Ние на парламентарна група не видов клиентелистичка, секој час пак речем на поединци, има некои со цврсти карактери, но ова беа конзистентна. Дали тоа дава за право што рекол за госпоѓа Силјановска дека успеа со незиното знаење и што, верујте, морам денеска па морам повеќе од вас. Пораката ми е само што се распрашав, не само кај овие женската партија, разговарав со некои парламентарци во Брисел. Верувајте ми, позитивни зборови за господа Силјановска. Ето е мој коментар. Дали верувате дека сепак нам ни треба политичар, председател, кој има големо ехо на меѓународен план, а не само адхок? Видете, колку сака луѓето да се обидуваат да го подценуваат, и тоа го правеа, 2 мандати во оваа држава председател беше Ѓорги Иванов. Мислам дека маркетиншки за некои работи не го истрчаа доволно кај обичниот народ и бевме во период кога имавме и доминантна централна власт, но и еден период по неговиот избор на втор мандат, кој беше реално пеколен за државата и тие драстични промени кои се случува. Но Ѓорги Иванов блокираше многу работи и во времето на ВМРО-ДПМН и во времето на СДСМ. И во многу аспекти работеше во својство на народот и на граѓаните. Тој формираше нешто што се нарекува школа за млади лидери, од каде што не можеш да кажеш дека имаше баш централен политички бекграунд на сите учесници, се бира перспективни млади деца. Јас себе можам со гордост да кажам дека едни од тие условно речено млади лидери и моја прва братучетка, која е сега универзитетски професор на Универзитетот во Љубљана, голем поздрав до Теодора Ристевска, која на Универзитетот во Љубљана докторира и е доктор по политички науки. Таа немаше претходен, да кажеме, политички бекграунд, да кажеме, таму беше, се разви како таа излезе од државата и успеа, во странска држава да биде научник и веќе гради респектабилна кариера, иако е во своите, што туку рани 30-ти. Така да... Имаме и министерка за дигитализација. Ете така, во Словенија, која е македонка. Македонка, меѓутоа која била, проштевете, морам само да дополнам за вашата испуштена. Не, да, испуштено, доде, ја мислам дека портите ќе бидат отворени, меѓутоа сама се одбранила на интерпелација. Да, знам. Видите, главниот проблем, знаете што е кај нас? Ние многу се зборува нели за високото образование и за УКИМ, јас сум и дипломец на Кирил и Методи и ќе обранам како универзитет, како најстар, како најсте, но јас мислам дека ние немаме проблем само со централната власт и високата политика, ние имаме проблем со внатре во структурите, во институциите. Зошто? Затоа што еден универзитет Гоце Делчев од Штип почне од нула и многу повеќе се развива, иако е во мал град, е универзитет од нула почна да се побрзо се развива отколку што еден мастодонт како УКИМ функционира. Да. Одиме на темата која е околу понудата на политичките партии. Го спомнавме, да бидам искрен, јас со господинот Стево Пендаровски имав 2 пати средби, ја го почитувам како човек, како интелектуалец во секој случај. И не можам да кажам да е нешто лошо за него од мој агол, она што го слушнав на крајот на гришта господин Ристовски и господинот 2 пати спомнав и третиот пат повеќе не спомнав тема. Тој е разочаран од самиот СДСМ. И во делот која беше во трката за локални. Прво треба да биде разочаран од сам себе, вие рековте дека го почитувате, јас искрено... Знаете што го почитувам? Почитувам бидејќи беше храбар, ми кажа Слободане, ме извиси овие од СДСМ, кој бев од двојка. Не изгоня. И втора работа, јас што сум му замерил и само замерувам, апропо за најголемата партија во Македонија, тоа е партијата
вака речам од пензионерите е таа околу 300-400 илјади народ. Не се удостои, не ги достои да ги прими и да го слушне гласот на пензионерите. Дали можеме, да ве замолам, имаме една анкета, како пензионерот го оценува фактичкиот негов живот во Република Македонија екс моменте. Ајде одиме со пензионерите, видиме како. Големо е 5% капка вода во море. Ви стига ли пензијата за нормална живеечка? За нормална живеечка тешко. Јас сум во групата на повисоки пензии, така да мислам за оние што имаат помали пензии, за нив е пострашно. Ја ще може да поголем процент. Да, нека ја има. Тоа не е ништо, тоа е капка во море. Ви стига ли пензијата за нормална живеечка? Не. Не стига затоа што големи огромни се разликите во цените. Секој ден покачување пензијата ја покачуваат еднаш на 2 пати по годината, а цените растат секој ден. Со 2 пензии, да, со една не. Тотално сме незадоволни. Па не сум задоволна, пошто имам минимална пензија. 5%. Видите, 220.000 имат со 10.000, 11.000 пензии. Ај вака ќе кажам, знаеш, Цобе, види. Моите двајца родители се пензионери. Една пристојна и една непристојна пензија, да кажеме. Најголем дел од луѓето оваа држава ги осакати по 90-тите понатаму. И то продолжи, дури кај вас во медиумите, ваши колеги кои се ваши годишти постари, до ситуација во пензионерски денови да мора да работат, не дека сакаат толку многу, затоа што одредени газди во одредени медиуми со години им дава пари на рака, не беа пријавени и тие мислеа дека тоа нема да им се удри од главата. Е сега, кај го наоѓаме проблемот? Јас покрај тоа што сум човек од културата и нели општествено-политички аналитичар на нестата, јас меѓу другото и работам во сфера на финансиите и токму делот околу пензијата, реформа на пензијски систем, трет пензијски столб, приватно осигурување и се останато, така да во голема мера ги разбирам и ги знам работите. Проблемот кај нас е што ние малку имаме едни, да не речем шизофрени ставови, затоа што истовремено сакаме одма во Европска унија, одма, а не сваќаме дека во Европска унија се забранети социјални трансфери од страна на буџет во пензијскиот систем. Значи, се додека сме реално во Европска унија, државата може да покачи со одлука и да даде субвенција на пензиите. Ако Цобе зема пензија од 13.000, државата може 2, 3, 5 да даде, но во Европска унија тоа е забрането. Токму затоа една Бугарија која иако има повисок стандард на населението, пензионерите немаат пари таму, па со оглед дека државата тоа не сме да го направи, значи не сме да даде и да сака, тие го компензираат со тоа што ги ослободуваат од плаќање парно, ги ослободуваат од превоз, им даваат некакви бончиња за јадење, но не можат де факто да им ја качат пензијата. Факт е една работа, дека може би половина пензионери во оваа држава се на граница на опстанок и на вистина тешко живеат, што не би смеело цела Западна Европа има, да кажеме, приходи за живот, но прашање на лоша култура на живење која ние немаме. Од друга страна, доколку нашите деца, нашите младинци, помлади, имаат сериозни и квалитетни заработки, ќе може да помогнат и на пензионерите. И трето, што го сметам како еден темел на лошото на живење, доколку кај нас некој се одлучи пензионер во длабока старост, 80-90 години, веќе изнемоштен или нефункционален, тој доколку си ја даде пензијата во приватен дом, со таква пензија не може ни пола. Не знам дали сте во тек, но оние приватни пензии се од 600 евра нагоре. Се човек што има 12.000 пензија, што може да даде? Така да, било која потенцијална нова влада, владата која сум сигурен и убеден дека ќе ја формира опозицијата предводена од ВМРО ДПМН, треба да обезбеди одредени пакети за социјалните, за пензионерите. За социјален момент токму кај пензионерите, затоа што тие пензионери се тие кои ја создале оваа држава. Јас имам родител кој е 50 годиште, има луѓе кои се постари, кои биле родени 30-40 години, значи токму тие се луѓето кои всушност после 45-та треба државата им се одолжи. Да им се одолжи затоа што ја направија државата и граделе. Апсолутно. И пазите што морам да ве надополнам, ако ми дозволите. Тие беа носители на главните трансформациони и транзициони политики кои некој ги лажел, ќе одиме во некои добри времиња, ајде на улица останете, остана социјални случаи, без остварен право на стаж, нели? И сега, токму ради тоа, доколку не може преку ноќ
итно кеш да се уфрли кај нив, што е малку и нелогично, затоа што математиката има докаде може. Еве опозицијата ветува дека ќе најде некој модалитет линеарно на сите да им ги качи за 5000, што мислам дека е одличен чекор, но генерално севкупно за пензионерите она што уште претходната власт, и еве сега во локална самоуправа се прави пример, бесплатниот градски превоз или користење на одредени, да кажеме, услуги, според мене, сега некој може ќе каже дека е тоа социјалистичка мерка, не е социјалистичка, тоа е социјална мерка. Македонија по устав и дефиниција По социјална држава. дефиниција на уставот ние имаме обврска да се грижиме за секој некој граѓанин за социјалата. Државата може да детерминира одредена класа на производи. Оти да бидеме искрени, сега кој е помлад, еве и син ти твој и јас и било кој што, кој дома купувал брашно? Никој. Да не се постарите луѓе, повозрастните да се. Никој нема ни да го купува. Ние купуваме генерално готови производи. Ретко кој од нас помладите прави кифлички меси, ово, она, било што. Да се даде некој модалитет, некаква техника, дали тоа ќе биде преку некакви картички, преку некакви бонови, преку маркети, тие работи кои што може да бидат со дисконт да се земат. Со субвенционирани, да кажеме, од страна на државата. Па еве нашиот северен сосед. Апсолутно. Александар Вучич, значи има мерки. Јас имам 2 сестри во Белград. Кај што навистина се безпрекорно благодарни што 3 пати во годината мисли за нивното здравје. Собе, ние имаме поголем проблем. Ние во задниве неколку години во оваа држава се успеа да се распадне железницата и меѓуградскиот превоз. Ти дали си свесен дека помалите градови, поготово од верниот исток, што би рекле, немаат превоз до Скопје? Верувам. Дали знаеш дека возови нема? Па токму тие старци кои треба да дојдат на доктор, немаат со што да дојдат на доктор. Порано беше лесно, ај ќе платеа 500 денари, 700 денари, 300 денари, со воз ќе дојде. Со автобус, сега ги нема. Сега мора да дојдат со комбини и со такси возила. И уште една битна работа, уште една драстично битна работа. Се запре процесот на градење на клиничката болница во Штип. Не се изгради нов клинички центар во Скопје. Со кадар падна драстично болницата клиничка во Битола. Општата болница во Кичево се гради 20 и нешто години. Ние се доведовме во ситуација да целото здравство ни е сконцентрирано во државна во Скопје или во воена болница, а да тие старци во својата 7 или 8 деценија и не можат да дојдат, дури да сакаат да платат. За 2 дена, утре до ноќаска, до 24 часот, се поднесуваат листите за пратеници. На 4 официјално тргнува кампањата председателската, а на 18 парламентарна. Тоа значи дека се активна е голема активност во секој случај. Имаме програма која е логична, тоа е 1198, тоа е на ВМРО ДПМН, видовме, а имаме некоја кампања која според мене е гротесна. Искрено, јас имам пријатели во СДСМ, кои и вие што имате и сите, со тоа што самите членови на СДСМ во моето соседство, верувајте ми, не гледаат сега во зградата кај што живеам, тоа се членови со СДСМ и тоа автохтони и велат Томич, ве молам, ВМРО мора да победи. Стари СДСМовци, да не кажам комуњари, бидејќи комунисти тоа се респектабилна политичка провинција и изградија Македонија. И вели комунист не е лош збор, комуњар е лош збор, а комуњар е збор. Нарекол нивниот лидер. Но зборот ми е самите членови на СДСМ се разочарани, им е згадено. Така е. Конечно, дали треба да се лаже народот? 7 години го доведовте во една поданичка, девастирана, обезличена ситуација, му го продадовте името, господно Ѓорѓи Иванов, ме спомнувам од поранешен главен одговорен уредник Иванов, меѓутоа Ѓорѓи Иванов рече на народот, името е продадено 150 милиони евра. Од друга ситуација, мора да се повтори, господин Ристовски, ако ми дозволите, народот да разбере на овие избори дека треба да се интегрира не СДСМ, не ВМРО, една македонска опција, тоа е сега победничката опозиција, и да го врати државата на народот. Види, јас многу надеж ми дава дел од централното, од главното раководство, неколкуте луѓе како Мицковски, како Ацо Николовски, како Кендо, како Владо Мисајловски. Де факто тие се нели и ударната тупаница, председател и 2 подпредседатели, што во изминатите неколку недели па и месеци со своите изјави јасно дефинира и кажа каде ќе се оди, кој е правецот. Знаете, многумина беа па
па и скептични, и во недоумица като ќе се тера. Многумини не верува дека ќе се опстани да не се гласа, да не се даде поддршка на она што викаше сега ќе биде наредна недела, понаредна недела. Од тоа што можам сите тројца да ги чујам во задниве неколку дена, јас мислам дека малку нивните изјави треба да ги подразмислат и одредени поддржувачи на опозицијата кои се надеваат дека пак ќе биде курто-мурто ситуација и дека ќе се дограбат до одредени позиции, дека ќе окрадат народот и државата. Мислам дека сега сме во една фаза каде што севкупно народот треба да се обедини да застане зад централната опозиција за ВМРО, ДПМН и коалиционите партнери, но дека треба да бара и на носителите на функции од најниско ниво, почнувајќи од одговорност, отчет и приоритети. Значи не може, како да ви кажам, честност, рековме. Дефинитивно. Видете, народот тоа ќе го награди. Човек кој ќе работи дури за мала надокнада на позиција директор, градоначалник, кој да е позиција, народот ќе препозна и тој човек има раст во кариерата. И ќе остане на висока позиција 5, 10, 15, 20 години. Токму затоа и во голема мерка се форсираат некои условно речено млади или средно млади кадри, да кажеме до кај своите 40 години. Но тие луѓе не треба да се тука за да го наполнат чекмеџето, и да си па после да глумат бизнисмени или додат во странство. Доколку некој сака да биде бизнисмен, уште сега нека влези во сферата на бизнисот, доколку има цел во приватниот сектор да се реализира, Европска унија поддржува и преку ИПА фондови, има и преку ФИТАР, нека конкурира. Значи има неповратни пари кои приватниот сектор може да користи функцијата власт, да дојде од волтер да стане милионер. Така е. И јас на сите, знаете што, убаво што имаме комисија за антикорупција на ДКСК и се останато овуна, но јас пак ќе кажам... Да не биде проформа. Во голема мера тоа не функционира, сега ќе ви кажам. Јас пред собствени очи гледам луѓе во моето обкружување општествено, кои буквално дојдоа со скинати гајки, а сега на анкетните листови покажуваат нешто многу повеќе. Бродови. Еден куп луѓе кои имаат многу скромни анкетни листови, но реалноста е многу друга. Значи, имавме и висок функционер, да речеме премиер, кој збираше панталони. Значи ние имаме ситуација, не може, видете, јас пример почнувам секогаш од себе. Сиромав не сум, но сум далеко од богат. Јас тоа што го имам го отплаќам и мојата состојба финансиска е многу очигледна. И јас досега да сум сакал до во своите 40 години да нешто сум сакал да направам, ќе сум направил. Но јас како личност никогаш не претендирам со цел, со функција дека треба да бидам нешто. Јас својот долг према сопствениот народ, према сопствената држава, ја исполнувам со тоа што обмислувам идеи, обмислувам проекти, ширам позитивна македонска национална идеја, не напаѓам никого од етничките заедници, ниту навредувам, се трудам Македонија да биде едно подобро место за живење и не од тука да си одиме, него тие што веќе си отишле да си дојдат. Така сите ако размислуваат многу напред ќе одиме. Се согласувам, а и го почитувам како еден представник на млада надежна генерација, видејќи вашите години, кај што и мојот син припаѓа, значи вие сте авангарда, вие сте тупаницата на државата, која позитивно се авангарда. Имаме минат труд, а имаме и време. Со тоа што вие треба заедно со нас, луѓето со искуство, да реализирате таа опција македонска. Конечно, дали ваквата ситуација во која гледаме нашите сограѓани, кои максимално се интегрираат во една, мене ми прече, верувајте ми, претходната емисија со двајцата мои прекрасни соговорници, господинот Летников и господинот Љумир Ѓурчевски, говоревме за тој исламски калифат, што ме боли. Пред наши очи Македонија станува еден дел од трансверзалата на исламска држава. Немам ништо против на чесен верник, а не да ја злоупотреби во едни други цели. Конечно. Било кој верник не е лош човек. Ако бидејќи верува, а не со нека негативна агенда. Така е. Конечно. Дали македонскиот корпус, што јас сум, нека ме како сака да ме третираат, пред се патриотски, размислам, да се интегрира, да се обедини, да ослободи Македонија од киндаперство, вика Ковачевски, заробена држава била до 2017. А што е денеска? Киндапирана, украдена и што морам да ви го дадам, имаме минути за вас, а тоа е дека господинот
технички министер за социјала рече, ќе парафразирам денес како прочитав, ќе ги вратиме парите од Бехтел и Енка, тоа се 280 милиони евра на годишно ниво, и ќе им дадем на пензионерите да имаат сите линеарно 5.000. Еве широк коментар. Голем почит, мене ми е мило што прво го спомнав тебе, министерот за труд и социјала, тој е долгогодишен познаник и пријател од ЧАИР. Голем поздрав до Геоко Велковски. Напред, нека покаже, нека докаже што знае, што уме. Тој, иако е млад, доста има поминато во сферата и во локалната самоуправа и во труд и социјална политика, така да се надевам дека ќе покаже и понатаму континуитет и успешност во работењето. Апропо патриотизмот и тоа што нас ни фали, а се извулгаризира и се направи како да е нешто негативно, јас пак ќе кажам, треба да престанеме се караме за глупости. Треба да се обединиме под неколку символи. Под македонското знаме, под македонскиот јазик, под македонската култура и обичаи. И да си ја заштитиме земјата. За почеток, македонскиот народ треба да се обедини внатрешно, без да дава делби кој е каков, по верска основа, затоа што има луѓе кои се големи македонци, се атеисти, има луѓе кои се по форма протестанти, може би католици, но имаме голем број во оваа држава македонци кои се со исламска вера. Мене навистина ми е незгодно кога ќе видам луѓе што глумат големи верници рисијански, а навредуваат браќа, тоа се наши браќа. Така. Каква е верата? Тоа е лична определба и никој нема право да навлезе во незе. На крајот на криштата, огромен број од нашите браќа македонци или тие што знаат да ги потценат или навредат, не хранат. Во Скопје, тие македонци со исламска... Дали верникот со исламска вероисповед треба да крши прозори на црквени, на сакрални објекти, како што е црквата? Тој што крши и што нарушува на било која основа, особено во постот и од двете страни, било каде верски објект, тој има еден термин, баба ми го користеше, што е надвор од сите вери. Или албанците користат еден термин кафир. Кафир е, и тие самите не знаеш, тој кафир доаѓа од племето Кафри во Афганистан кој живеело и едноставно не верувале во ништо. Да се навратиме една работа. Прво треба да се обедиме самите меѓу себе како македонци, второ да подадеме рака кон сите внатре во државата, пред се на најгордите наши сограѓани, ромите, кои немаат друга држава, ова е нивната држава и тие најмногу ја сакаат од сите останати, и сите останати и срби, и бошњаци, и власи, и албанци, да им покажеме дека Македонија е нашето сонце, под ова сонце сите сме еднакви и треба да ги отстраниме лоповите, криминалците, насилниците и сите оние што не малтретираат на секоја основа, со дивоградби, со звук, со гражби, со превари, со се и се што. Да покажеме дека оваа земја на сонцето е нашето срце, само една нашата минута, душа. дали треба да се профункционира конечно институтот од повикување на пратеник? Ова прво прашање вам ми го поставам, а ќе го поставим моите соговорници. Бидејќи таа раскалашеност на пратениците, дека никој не им може... Формата на отповикување во секоја сфера треба да постои, дури за председател, дури за судија, дури за сите тие што мислат дека Зашто намерно не го носат тој институт? Предпоставувам затоа што во дадената ситуација мандатот на пратеникот Не се менува мандатот се влечи од легитимитетот на политичката партија, но од друга страна, јас имам една друга фраза, ако вие благодарение на листа на политичка партија сте избрани, кој ви дозволува да излезете од партијата Да. и бизнис да Вие стварат? сте добиле легитимитет Од на народот? база народот на одредена програма и група. Тогаш знаете што, доколку вие решите да ја напуштите програмата на политичката партија, Вратите го мандатот. мандатот. Ова го кажам Ете врз така. основа што Германија како држава, лука на демократијата меѓу друго на Британија и други, кој имав ја пример, 20 секунди само тоа ќе го кажам, од повикување во Бундестагот. И го отповика. Еве најкратко да ми една порака ваша за крај, бидејќи рековме дали понудите што ги нудат партиите се остварливи. Реално праксата од поготово 2006 навака покажува една едноставна работа. ВМРО ДПМН што ставило во програма го реализирало. Можело да излезе од програмата што ќе реализира нешто екстра, нешто плюс. Но доколку го нема во програмата, Kinder Surprise не прави и едноставно стои до тоа. Праксата покажа 2016 навака дека најголемата партија друга, СДСМ, излажа се. А од таа програма што извади и 2016 и 2020 нема ни 5% реализација. Дуи ако ги земеме како репер, искрено ви кажам, јас ден денес освен фљамурот,
знамето, нели, правичната застапеност и вработување на луѓе кои не доаѓаат на работа, балансерот, јас искрено не знам зашо се залагаат. Не можам да сватам. Господин Ристевски, ви благодарам. Ми беше задоволство. Час, 45 минути, испративме на порака Училишен час. демократија. Очекувам и во наредните денови на изборната кампања. Тука сме. Благодарам. Почитувани Александар Ристовски, политички аналитичар, беше со нас. Еве, реков дека ќе ве задржиме во секој случај 45 минути да бидете нова фреквенција. Ви посакувам добро расположение, убави мигови во вечерните часови и следете не и натаму на ова фреквенција. Се гледаме у петов во магазинот со Слободан Томич. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.